Поранешната асистентка на Кајли Дженер, Викторија Вилјароел, откри зошто ја напуштила работата по 5 години. Таа објасни дека клучниот момент бил кога нивниот однос од професионален прераснал во блиско пријателство. Пресвртната точка се случила во едноставна ситуација, кога таа сватила дека повеќе не се чувствува како асистентка. Иако одлуката не била лесна и предизвикала несигурност, Викторија добила силна поддршка токму од Кајли, која ја охрабрила да продолжи понатаму. Таа почнала како стажист во модни медиуми, а подоцна станала дел од бизнисот на Дженер, вклучувајќи ја и работата на брендот Kylie Cosmetics. Заминувањето го означило почетокот на новото поглавје во нејзината кариера. Љубовната приказна на Илон Маск и Талула Рајли е една од најнеобичните во светот на познатите. Тие се запознале во 2008 година, се свршиле по само 10 дена и набрзо стапиле во брак. Но нивната врска била турбулентна. Се разведоа, повторно се венчаа, па уште еднаш неколку пати поднесуваа барања за развод. И покрај честите разделби, двајцата останале во добри односи и јавно зборуваат со почит еден за друг. По конечниот развод, Рајли продолжи со својот живот и се омажи за актерот Томас Броди Сангстер, додека Маск зад себе има повеќе неуспешни бракови. Нивната приказна останува пример за бурна, но блиска врска која трае со години. Холандската поетеса Анеке Брасинга е добитничка на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2026 година. Признанието и се доделува за исклучителниот поетски опус, јазичната инвентивност и влијанието врз современата европска поезија. Брасинга рече дека и е чест што е првата холандска поетеса со ова признание, истакнувајќи дека наградата ја доживува како признание кон целата холандска поезија. Нејзиното творештво се одликува со длабока филозофска мисла, богата метафорика и силна фантазија. Наградата дополнително ја зацврстува културната врска меѓу Македонија и Холандија, а Брасинга ќе биде дел од овогодинешното издание на фестивалот во Струга. Новиот албум Muscle Memory на Владко Стефановски од денес е достапен како CD и дигитално издание, а наскоро ќе излезе и на винил плоча. Албумот содржи 9 композиции кои се движат меѓу прогресивен рок и фјужен, со препознатлива гитариска виртуозност на Стефановски. Изданието комбинира инструментални numери и песни со текста, во него учествуваат врвни музичари, меѓу кои Звиездан Ружиќ, Дамир Имери и Горан Папас. Muscle Memory е уште една потврда за креативноста и постојаното музичко истражување на Владко Стефановски, кој продолжува да поставува високи стандарди на музичката сцена.